Добар ден, почитувани гледачи. Веќе е добро познат термин 17 часот, отворено студио 1, ова е трет блок и ние повторно се враќаме денеска се дружите со мене Елена Милошевска и со мојата колешка Јана Јосифовска, овој пат во женско друштво. А ќе разговараме на една навистина интересна тема, односно станува збор за тоа дека започнува јубилејното издание на фестивалот Танцфест 2019 година. А токму на оваа тема разговараме со директорот на фестивалот Меата Мијановски и Дејан Битровски, танчер и кореограф. Добар ден и добре дојдовте во нашето отворено студио. Фала на поканата, бдешни, драго што сме овде. Добре дојдовте. Така. Јас би почнала во однос на премиерата на Скопје танцовен театар, насловена Идентитети. Ќе започне Танцфест за 2 дена во четврток во Македонскиот народен театар. Зошто токму Идентитети? Од каде ја добивте идејата за ваков наслов? Самиот перформанс, а и годинешната програма на фестивалот е посветена на младите и потоа мислам на современите танчери и кореографски имиња кои си имаат створено во претходните, да кажеме, 15 на години за време трајање на фестивалот Танцфест тука во Македонија. И целта на овогодинешната програма е да ги промовираме тие млади уметници кои си имаат создадено и општеството да го препознае тој идентитет што Танцфест го има создадено за современиот танц во државата. До сега го препознало општеството тој идентитет или? Па да, фестивалот има создадено една публика редовна која го следи, имаме голем интерес за сите представи. Веќе сме при крај со картите за првите настани, а има интереси за последните со тоа што програмата трае од 4 април до 23. Така да е обемна програма, имаме многу представи, има публика што е заинтересирана, а општеството како општество го признава фестивалот, но се соочуваме со еден феномен во оваа држава каде што секоја година треба од почеток повторно да се докажуваме и да објаснуваме кои сме и што сме и како сме, а каде да отидеме во надвор, да кажеме, во светот, во Европа. Претходната година бевме во Њујорк, бевме во Пекинг, бевме во Холандија, во Хаг. Идентитетот што ние го имаме создадено е препознаен на глобално ниво. Така. И фактички му доаѓа дека повеќе се цени на што го спомена и се согласувам дека во било која сфера кај нас во општеството, повеќе во странските земји се цени така, од дома кај нас. Дома, но добро, веројатно Ева секако континуирано работите. Јас би го прашала Дејан, кој што е секако и кореограф на танцов, колку време работеше на кореографијата? Па, искрено, представата се уште е во изработка, морам да признавам, бидејќи премиерата на мојата представа, а исто така во истата вечер на 16 април во Македонскиот народен театар, ќе имаме премиера на 2 парчиња на Скопје танцовиот театар. Едното е моето, која се вика Луцидниот јос, а второто е скеч на Адријана Данчевска. Можам да зборувам повеќе за моето, бидејќи за Адријана. Да, така, можам повеле. Да кажам само дека веќе подолго време јас како уметник општо имам некои свои ставови и размислувања кои што сакам да ги пренесам и да ги прикажам на сцената, преку движења, преку физичкиот театар, преку нови современи танцови техники, бидејќи тоа имаме една мала проблематика во нашава држава, се поистоветуваат современ танц, модерен танц со балет и со такви работи, меѓутоа ние повеќе работиме на нови танцови форми кои што не се секојдневни. Конкретно за мојата представа немам драматуршки подтекст конкретен, меѓутоа се базира на тоа што се случува јас каде се наоѓам во овој период во животот. Би можел да истакнам дека еден од моментите кои што ме инспирираше го направам е еден познат полски уметник од 20-тиот век, тоа е Здислав Бекшински, кој што е сликар, фотограф и скулптор од 20-тиот век. Па преку неговите дела ги користам како алатки за да можам да добијам нешто повеќе од танчерите кои што ќе го прикажат тоа на сцена. Така, колку време се подготвуваше за кореографијата? Предпоставам дека кога имате проби траат по цели денови, слично. Јас искрено за да стигнеме до моментот во студио кога што ќе почнеме да работиме на самото парче, морав да одвојам некој месец дена, минимум 2 месеци за да истражувам. Да, тоа е интересно еве и од вашата, односно професија, перспектива да им доближиме на гледачите што се секако, значи процесот на создавање на едно дело секогаш е
мъкотрпен и долг, бидејќи не можете само да влезете во сала, во студио и да речете ја денеска ќе направам нешто. Иако ја имате идејата во глава и не е тоа бидејќи така треба да едноставно, истражувам, така. треба да направам каст со кои луѓе ќе го работам тоа дело. Потоа исто така сакам да ги споменам и луѓето кои што ми помогнаа, тоест кои што работат на моето дело музика, тоа е уметничко име му е Дуле Лут, не сакам, тоест самиот музичар не сака да го открива името и презимето. Исто така видео и фотографија работи Владислав Гавриловски. Значи интердисциплинарен е проектов во глобала, бидејќи ќе има и музика, ќе има и видео, така да потребно е подолго време и се уште ќе кажам дека се уште сме во процес. Се надам дека до крајот на недела ние ќе превршиме, за да можеме на 16 да го покажеме тоа што сме го сработили. Матеја, ме интересира во однос нели на фестивалот, добивате ли доволно поддршка, да речеме примарно од институциите, онаа што ја заслужувате? Зборуваме Де за факто? државните институции. Па Така, да почнеме со државните институции. Да, фестивалот го поддржува Министерството за култура, го поддржува град Скопје, но во последните 2 години му е намален буџетот значајно и ние во моментов се бориме за да се воспостават некакви критериуми цврсти по кои што би можеле да знаеме колкав буџет и како се заслужува тој буџет. Предизвик ли е да се менаџира еден и води ваков, да речеме, фестивал? Да, е логистички предизвик прво. Че ние имаме компании оваа година што доаѓаат од Америка, имаме од Кина, имаме од Холандија, работиме со млади уметници од Македонија и треба да им возложиме и простори и услови адекватни за они да се изразат и да се презентираат себе си на сцената. Плюс организираме надпревар интернационален за млади кореографи со стручно жири од целиот свет, меѓу кои Самуел Вуерстен од Холандија, Дидие Дешам од Франција, Зао Ши од Кина. Што се сериозни, има предизвик со тоа што имаме многу луѓе од глобална фела што ние треба тука да изменаџираме и да изведеме на сцена и да презентираме се безпрекорно како што ние. Претходно ги споменавме нели странските држави, европските па и Соединетите американски држави. Ајде малку повеќе околу вашите искуства во тој свет. Таму, во однос на настапите, така, да. Па еве, јас како мислам веќе подолго време, некои си 3 години сум во Скопјан Цвеј театар, иако тој постои веќе 8 години, ова е 8-та година. Можам да кажам дека Скопјан Цвеј театар воопшто глобално е презентирана до сега, мислам дека 3 континенти, ако не се лажам, Европа, Соединените американски држави, тоа е Северна Америка и Кина. Искуствата секогаш се позитивни и секогаш добиваме одличен фидбек од публиката, бидејќи нашиот театар и тоа што ние го носиме е некаков посебен печат за тоа ние што го работиме. Можам да кажам дека стварно беше прекрасно искуство во Њујорк, каде што добивме на 37-то издание на Battery Dance фестивал, кој што е еден од најстарите фестивали во Њујорк. Прекрасно си поминавме, игравме 2 представи, со тоа што исто така државме и семинари. Кина, Пекинг, долгогодишна веќе соработка со Кина, со размена и на студенти, бидејќи имаме и студенти кои што доаѓаат да стажираат во нашата компанија. Исто така сме играле до сега и во Чуанчо, во Пекинг. Така да одлично искуство во секој случај. Ме интересира, Дејан, како ти се пронеде токму во оваа професија? Како токму го одбра современиот танц? Па вака, во глобала јас што во средношколските денови се бавев и почнав да се бавам со хип-хоп и бев член долгогодишен на едно студио наше од Скопје, каде што бев дури од почетокот на студиото, меѓутоа потоа со тек на времето како што одминуваше, посакав јас лично да се развивам малце на поуметнички карактер, од поуметнички карактер и се приклучив на Скопје танцовата академија, каде што завршив школување 3 години до дипломски студии за кореограф и танчар. Меѓутоа, не знам, тоа е, мислам дека иде едно по друго. Не можете да речете да јас сега сакам да бидам ова и бидете конкретно, бидејќи интердисциплинарно се преплетуваат работите, не се конкретни и тоа додуши мене повеќе ме
инспирира и ме возбудува да работам на такви работи, пошто не е секојдневно и не е едно исто и монотоно. Значи динамична работа. Динамична работа во секој случај. А инспирацијата, да речеме, најчесто ти доаѓа за одредена кореографија. Така. Ја црпиш од секојдневие, ситуации, живот, Па да, јас лично, мотивот, да. Јас лично се бавам секогаш според тоа јас кај се наоѓам во општеството и како јас го гледам општеството околу мене, меѓутоа исто така обожавам да читам и да истражувам од историски аспект. Претходната представа што ја работев ми беше инспирирана исто така од Чарлс Буковски, од некои негови поеми. Меѓутоа тоа се само алатки јас кои користам за да можам да ги прикажам работите што сакам да ги прикажам во денешниот свет и во денешното време. Матеа, исто така вредна информација за напомена е дека младиот Марко Мицов има добиено, веќе доби награда Менада за млад уметник како поттик и признание за младите уметници. Да. Оваа награда првпат се доделува? За млад уметник првпат се доделува оваа година, а Менадата како награда Танцвест ја има воспоставено наназад низ работата 15 години. Претходно се доделуваше за животно дело, значи за поискусни луѓе што имаат веќе сработено, што веќе си го имаат сработено своето. А оваа година одлучивме да доделиме награди и на млад уметник и ја доделивме на Марко Мицов токму така. Тој работи во Америка, е базиран во Сан Антонио. И од наредната година ќе продолжиме да доделуваме таа со цел да поттикнеме развој на тоа главната цел. Значи, со голем интерес од веќе млади за кои што сакаат повеќе да се занимаваат. Да, тие млади креативни професионалци, ние мислиме дека треба да им доделиме видливост колку што можеме во рамки на нашиот фестивал, што веќе има создадено некаква глобална мрежа, да кажам, и таа награда е веќе афирмирана еднаш како награда за животно дело, а сега како за млад уметник тоа повторно го вреднуваат луѓето што знаат што е Танцвест. Так. Во тој однос, да речеме, еве од претходните години или од претходните искуства, може ли некако да се подели, односно да се еве твое видување Танцфест, фестивалот е повеќе можеби прифатен во моментов кај помладата популација, повозрасната или нема некои Танцфест има широка публика и е прифатен во сите возрастни групи. Скоро еднакво. Со тоа што мислам дека таа возрастна група, да кажеме, од 24 до некои 44 години, највеќе ни го посетува фестивалот. Ама имаме посетители од млади, значи збориме од деца до 60-70 годишни луѓе. Имаме широка публика, вистински. Исто така, Дејан, она што го сретнав како интересна информација, би сакала да го прокоментираме. Сега кој Матеа може да се надоврза, дека за прв пат годинава Танцфест ќе има програма во ноќниот клуб сектор, со цел нели да се приближите кон урбаното живење во градов. Така. Што значи тоа? Па оваа година решивме покрај институциите, тоест театрите, како што е Македонскиот народен театар, исто така МКЦ Младинскиот културен центар, каде што често соработуваме со нив за сите изминати векови на Танцфест. Пробавме и се согласивме и најдовме начин да го донесеме малце овој наш театар и општо Танцфест да го донесеме до публика, до помалата публика. Според мене одлична идеја. Која што да кажам јавно. Можеби не се осеќаа дека сака да дојдат во театар. И решивме оваа година на 18 и на 20 на овој Танцфест, 18 и 20 април во клубот Сектор 909 на Македонскиот площад. Ќе имаме 18 ќе имаме вечер која вечерта се вика за студентите од Гоце Делчев Штип универзитетот и млади инкубатор уметници. А на 20 исто така во Сектор ќе имаме Адријана Данчевска најд with Skopje Dance Theater. Каде што Адријана ќе ги презентира до сега сработените нејзини дела заедно со Skopje Танцовиот театар. Се надеваме дека ќе имаме добар одзив, бидејќи ќе биде малце поразлично, пошто ние ќе успееме да го пренамениме самиот простор за да биде витален, за да може да изиграме таму представа. Так, Матеа, нешто за ова дополнително? Да, би се надоврзал со тоа дека Танцфестот секогаш истражувал нови простори и секогаш пробуваме да најдеме нов начин да го афирмираме и да го пласираме современиот танц и ова е нели следниот чекор во таа мисловна линија. Сега треба да видиме како ќе пројде тоа, па ќе може да збориме како претходните години како иве. Ова ви е прв ваков чекор, нели, со ноќен... Прв пат ни е во ноќен клуб да имаме представи во склоп на фестивалот. И така да немаме претходно искуство со кое што можеме да го споредиме, ама сме имале претходно перформанси во алтернативни простори, да кажам, што не се сцена и не се
видите тоа е интересен начин да се презентира нешто, затоа што нели имате некои ограничувања, ама па и добивате некои бенефити што не сте ги предвидели унапред и секогаш е поинтересно за публиката кога ќе извадите од тоа што е комфорт зона, да кажеме, седење во столица и гледање. Така. Значи, Во еден сцена. поинаков начин да успеете да ги заинтересирате и младите и постарите, да ги доближите до современиот танц. Во ред, меѓутоа, еве пред крај ме интересира токму во овој контекст. Некако се добива впечаток, можеби особено младинава кај нас во општеството, дека е тешко да се извади од таа комфортна зона. Како еве, двајцата сте уметници на некаков начин, вклучително секако и со искуствата со фестивалот. Што сметате дека треба да се поработи во тој однос за да ги извадиме младите од таа комфортна зона и да имаат некакво поинакво чувство, повеќе да се прифаќа тоа различното, односно алтернативното? Ние Интерарт, што е организацијата позади фестивалот Танцфест, претходната година создаде една програма, се вика инкубатор програма за млади уметници. Да, ајде малку како тоа. И тоа е програма која што се бави со интердисциплинарна продукција во 3 уметнички дисциплини: танц, музика и визуелни уметности. И во пресекот на тие 3 уметности. Сега за нас од секогаш било предизвик да најдеме нов начин нешто да произведеме, значи да направиме продукција и да најдеме нов начин да ја пласираме. И мислам дека тоа е како да кажам, начинот на кој што би се анимирала публиката, на кој што би ја извадиле од комфорт зоната, е да и пружиме еден поинтерактивен чин на презентација, не кај што сте само наблюдувач, туку нешто што може да ве допре на повеќе, што го сеќате со повеќе сетила и што треба да го следите будно. Побудно и во кое што можете да имате некаков удел и тоа. Јас искрено како, нели, ете да речеме, кореограф и танчар и веќе долги години во Скопје и со сите мои животни настани што се случиле во сите области, дали било современ танц, дали било хип-хоп, дали биле спотови, дали биле представи, што и да било. Сметам дека интересот е на некое ниво, не можеме речеме дека не се заинтересирани општо луѓето. Меѓутоа, ние пробуваме исто така со употреба и на субкултурите кои што се во дел од нашиот живот, дел од нашиот град, да ги скомбинираме за да можеме некаков си поедноставен, условно речено начин да ги допреме до младите, дали било музиката, која што, например, јас за моето парче користам електронска музика, каде што нема да биде она, не знам, класична музика или нешто. Разбирате, значи, тие се моментите, дали костимот, например, Адријана има перфектно многу занимливи интересни костими кои што се дел од модата, од денешното видување за модата нејзина. Дали ме разбирате? Значи, сите тие помали подтекстови, подточки во самите нешто што ние ги работиме, пробуваме да биде од секојдневниот свет, затоа што да можеме да бидеме што поблиску до публиката и околината околу нас. Така. Треба полека да го завршуваме овој разговор. Нешто дополнително може би за информација или да ги поканите гледачите да дојдат на премиерата во четврток. Да, премиерата е во четврток во 20 часот во МНТ, а целосната програма може да ја видат на нашиот вебсайт. Да, ја искоментиравме делот, нели, од тоа. Во ред, ви благодариме за одвоеното време и што ни гостувавте и за прв пат во отвореното студио 1. Секако ќе ви посакаме успешен фестивал и да продолжите понатаму да работите како што работевте и досега. Да, важно е различното и она што се обидувате да го направите во секој случај. Така. Да, јас и Елена тука ве поздравуваме. Примерно, сега го стартува за кратко забавниот дел на програмата на 1 ТВ со возење со Вучиќ. Со мене се гледате повторно утре, кај што ќе бидам повторно во отворено студио, но со колегата Владко Чаловски, а со Елена веќе во четврток. Пријатно.